Немал па имал, па фейк ньюз било дека има, па ТВ Алфа преку приватни служби била крива што ја објави златната виза, која лидерот на СДСМ ја има. Докторот Венко еднаш вели едно и директно се контрира со извршниот директор во Дубај Филипче. Тој прво се обиде да демантира дека има каква било виза, па после се објаснуваше зошто ја имал и зошто била златна. Лани на 25 април немаше. Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам милијадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони, камиони, едноставно имам само виза која што ми е возможила да патам. За само 2 недели подоцна да каже дека имал, но ја добил бидејќи бил стручен како доктор и неврохирург, па преговарал за работа во болница во Дубај. Пред периодот да се кандидирам за председател и за на партијата, односно претходно пратеник, бев во преговори со една болница во Дубај за работа таму. И добро напредуваа преговорите, дури завршија една форма на валидација на документите, меѓутоа тој процес сега практично е ставен на стендбај. Филипче неколку пати кажуваше дека визата не ја добил бидејќи бил полн со пари, иако на самата 10-годишна виза пишува дека е добиена преку само спонзорирање, а таква добиваат главно инвеститори кои треба да покажат минимум половина милион евра на сметка, но може да добијат и луѓе со посебен талент или ретка специјализација. Визата за Дубај е практично еден страшна пиар пропаганда на ВМРО ДПМН, не? Бев обвинуван пред се дека таа виза сум ја довел благодарение на некои инвестиции, на парични средства, собственост или инвестиција во зграда, повеќе катница, стокатница. Потоа во стил на жртва Филипче се обидуваше да се брани дека златната виза се користела за црна пропаганда против него, обидувајќи се да демантира нешто што самиот претходно потврди. Гледате што ми прават секој ден. Ме масакрираат се медиумски. Секојдневно ме споредуваат со убиец на деца, дека сум бил наркоман. Ме лепат на некои слики со златни визи во Дубај и така ли изгледа договор? Така ли изгледа договор? Нема апсолутно никаков договор. Само неколку часа пред да биде објавена златната виза, лидерот на СДСМ повторно воинствено се нафрли врз ТВ Алфа. Прашан во врска со неа, не објасни ништо, туку само нервозно обвини дека сме ја дефокусирале тематската пресконференција. Доста со дефокус прашања? Како е дефокус? Златна виза. Како има тоа врска со контекстот тука? Престанете со тоа, престанете со тие лажни вести, престанете со тие кампањи. Луѓето имаат реални проблеми овде. Какви се тие златни визи, Дубај, згради, Хариџиновиќ? Престанете со таа кампања. Нека не ви нарачуваат такви прашања. Доста правите ваков дефокус. Ма сами кажате дека имате добиено. Кога Откако беше објавена златната виза, Венко Филипче веќе 2 дена го нема во јавноста, иако претходно секојдневно имаше пресконференции. Наместо одговор или демант, неговата партија во свој параноичен стил одговори дека ова било дело на израелска разузнавачка приватна компанија. Вчера телевизија Алфа, дел од Орбановите медиуми, објави уште една така наречена ексклузивна афера против председателот на СДСМ доктор Венко Филипче. Ништо ново. Дел од системска, валкана операција, која што ја води криминалната група ВМРО со помош на приватната израелска компанија Black Cube, која ја нарекуваат и приватен Мосад. Според златната виза, Филипче е извршен директор на странска компанија која само е регистрирана во Дубај, која не плаќа данок, може слободно да си го собира профитот, а може да работи само во рамки на индустријската зона или надвор од границите на Обединетите арапски емирати. Има странски сопственици и акционери. Називот неуро во лиценцата може да значи дека се занимава со технолошка опрема, која може да е медицинска. Дали е еден од сопствениците на фирмата, нема податоци. На неа не стои дека ја добил како истакнат доктор или медицински специјалист, туку како извршен директор.